Продолжуваме со емисијата. Тука е Саша Богдановиќ, поранешен градоначелник на Центар. Господине Богдановиќ, добро дојдовте во Добро ве најдов, поздрав до гледачите. Вие најавивте формирање на една нова политичка партија, тоа е, да речеме, и причината зашто е викнавме тука, еден новитет на политичката сцена, на некој начин, ајде да речеме, се реактивирате во политиката. Ќе зборуваме за тоа, но сакам еве на почеток да ве прашам директно во однос на вашата матична партија СДСМ, не знам дали вие уште, дали сте член таму. Член сте, дали сте се уште таму активно во партијата во некакви, не знам, во органи не сте, но Очигледно треба неколку пати да го повторам и скоро на секој медиум каде што ќе одам. Предпоставам дека информацијата не стига, секогаш го повторувам истото. Значи, јас пред парламентарните избори, согласно статутот на СДСМ, се отчленив од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи, после 2003-17-5 пристапив со членство, наполнив 18 години, тогаш добив можност да членувам и согласно статутот треба да имате 18 години. И значи 2024 кога беа изборите, неколку месеци претходно си поднесов писмено со враќање на членските книжки и таа плавата и црвената пластифицирана, каде што ги наведов причините зашто не сакам веќе да бидам член од СДСМ, така да веќе 2 години не сум активен и ниту сум член во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ми беше важно да го утврдиме ова, бидејќи сега имаме еден актуелен процес на исклучување на Петар Шелегов од СДСМ таму, па за тоа сакав да ве прашам околу тоа да сме на чисто, бидејќи ќе ве прашам и за тоа, се разбира ваше мислење, тука вие не сте вклучени директно, но еве, ајде да почнеме со она што е најново, па ќе одиме полека, најавувате формирање на нова политичка партија како што видовме со еден етнички признак, како што има и други партии кај нас, вашата е партија на србите. Зошто се решивте за вакво делување? Па, само уште еден осврт на претходното прашање. Значи, тоа што се случува во СДСМ е некако тоа што ја го наговестив и во мојата оставка. Чисто морам да го кажам, затоа што често ги добивам истите прашања, па ајде ќе се обидам уште еднаш да го кажам. Тоа го наведов дека е трнат во еден процес во кој што, на жалост, без разлика што веќе 2 години не сум дел, јас посакувам се најдобро на добар дел од членовите кои што навистина се вреднувале, работеле во СДСМ, давале свој придонес и во минатото и сега, но структурата која што таму функционира, која што работи, посебно изминативе неколку години, доведува да СДСМ веќе не е тоа што било препознатливо порано. Што се однесува зошто се одлучивме на овој чекор, значи јас на локалните избори кои беа 2021 година имав можност да направам ист чекор кој што го направија дел од луѓето кои што отидоа како независни кандидати, тоа беше исто градоначалникот Максим Димитриевски, и он после од сегашна гледна точка испаднал во право, бидејќи сакал да истото му се случи како што се случи на многу други актуелни градоначалници кои уживаат доверба, но тогаш партијата реши на друг чекор. Јас знам од кои причини, но јас реков дека ќе останам доследен. Ја почитувам одлуката на тогашното раководство, иако од денешен аспект се гледа дека таа била грешна. И потоа реков да видам дека нешто ќе се оправи, единствено нешто што барав е да се остане компактна и општинската која што сум ја предводил, во која што сум израснал, и некои потези кои што ги води централното раководство пред се во носење на одлуки за распоредување, со управување со човечки ресурси внатре во партијата. На крајот видов дека тоа не дава резултати, односно нема слух. Се држи еден затворен круг на луѓе кои што се гледаат сопствената идеја, сопствениот круг на луѓе да си ги промовираат. И тоа ме натера да едноставно не можам да гледам нешто што си го градел со години, едноставно пропаѓа, решив да се трнам. Потоа не бев нешто политички активен, бев активен во одредени здруженија, направивме едно како здружение кое што ќе се занимава со политика, со некои прашања кои што не тангираат сите, но пред се и српската заедница, се со цел да пружиме рака на некој кој што сметаме дека ќе ни биде партнер во некои политики кои што сакаме да ги спроведеме во нашето општество. Тоа беше движење наречено Демократска лига, која што беше формирана
минатата година без цел да прераснеме во политичка партија, него прво сакавме да пружиме рака до сите политички чинители и од етнички предзнак, не само на српската заедница, него и останатите, за да некои права кои што сметаме дека треба да ги имаме, односно треба да ги подобриме, да ги постигнеме преку тоа делување. Нажалост не добивме одговор од некои политички чинители и тогаш следуваше фазата, чекавме да поминат локалните избори, бидејќи не сакавме да биде толкувано дека се формираме пред избори, него чекавме да поминат локалните избори и ја започнавме постапката за собирање на потписи за формирање на политичката партија. Тоа го почнавме некаде после божичните празници и новогодишните, односно од празникот Водици. Завршивме отприлика за 2,5 недели со собирање на потписи. Од законската рамка каде што треба 1000 потписи се соберат, ние собравме некаде околу 1200 потписи. И сега ни се останат уште некои формалности да се досреда да се спакуваат сите потребни документи, изјави, уверенија и така натака, за да конечно за неколку дена направиме собирка основачко собрание и тоа го предадеме до надлежниот суд кој што е надлежен да одлучува. Зошто, пак ја напоменам, се одлучивме на тој чекор, бидејќи гледаме дека во општеството, во одредени делови на општеството, каде што треба да повеќе да имаме влијание, односно за повеќе прашања да се прашуваме, едноставно како да нема човек кој што може се до тоа да го... Зборувате за српската заедница, така? Да, бидејќи... Али кога зборувам за српската заедница, ние веќе сме во координација со другите етнички заедници, бидејќи истите права што ги бараме и сакаме да се подобрат, важат нормално и за другите. Не може да правите нешто само за себе, нормално се консултирате и со останатите. Така да веќе полека правиме еден корпус на поддржувачи со кој што ќе соработуваме во иднина, за да преку некои законски измени, преку некои веќе донесени програми, нешто што треба да се промени, да влијаеме, но тоа е најдобро да го направите кога имате политичка тежина во општеството. Ајде, кога сме веќе кај тоа прашање, на кои права мислите, знаете ли нешто, мислам, што конкретно би подобриле? На пример, за зачувување на идентитет на еден народ, на една заедница, најчесто тоа се прави преку образованието и културата. Во образованието, додека бев градоначалник, заедно и со други чинители од разни управи, дирекции, успеавме да направиме како изборен предмет да биде српскиот јазик и културата да се изучува од 3 до 9 одделение. Но најдовме до друг проблем. Значи успеавме во рамки на законот да направиме измена на изборната на образовниот процес во Бирото за развој на образование и да го воведеме како изборен предмет. Но дојдовме до еден друг проблем каде што немаме наставници кои што можете да го прават. И зашто го кажав преска примерот дека не важи само за српската заедница, него истото тоа право може да го користат и останатите, и турската, и влашката, и ромската, и бошњачката и така натака. И сега ни треба нова измена. Ако тргнете по политичкиве партии, тоа да го барате едноставно презафатени се со некои други проблематики, а за нас тоа е значено, не само за нас, него и за останатите етнички заедници. И сега, кога ќе имате политичка платформа, кога ќе имате политичка тежина во општеството, тогаш можете да влијаете на тој процес побрзо да се заврши. Со тоа добиваат сите. Значи, и ние како етничка заедница, но и останатите. Што се однесува до културата, немаме во рамките на буџетите предвидено доволно средства за културно творење на етничките заедници. Нормално, кога сте веќе политички чинител, тогаш можете да се изборите пред се и на централно и на локално ниво тоа да го постигнете. Јас ќе наведам еден пример, додека бев градоначалник, имавме одредени буџети кои што ги одвојувавме за етничките заедници, дали е за бошњачката, српската, ромската, турската, и успеавме да им дадеме, не беа некои големи, скромни, но со помош и на други пријатели, општествено одговорни компании, да може да творат на сопствениот јазик, да локални глумци, писатели, спортисти или било што, можат со своето делување да покажат да го зачуваат својот идентитет баш преку таа култура. И кога ќе имате таква платформа и таква програма и ја договорите со некој кој што е поголема политичка опција и ве поддржи во сето тоа, тогаш тие права можете многу полесно да ги остварувате. Да. Добро, да се вратиме на некој начин на политиката, бидејќи знаеме кога се
формираат кај нас нови партии или нови политички субјекти, дека многу често тука има разни политички калкулации, па е во вашиот контекст, бидејќи сте биле член на СДСМ, па сте излегле од партијата, незадоволен од делувањето таму, и тоа го кажувате јавно веќе како што велите и со години, не е тоа тајна некаква. Секогаш вака формирање на нови политички субјекти инсинуира дека можеби вие имате помош од политичкиот противник, дека тоа се прави намерно за да предизвикате таму уште поголем раздор и така натаму. Па еве директно ќе ве прашам, имате ли некаков помош можеби од ВМРО ДПМН или не знам, некои други субјекти за понатаму да работите на ослабнување на СДСМ? Не, значи ние и претходно додека сме функционирале пред се преку Сдруженија на граѓани и додека сме биле во СДСМ сме имале разна поддршка од наши луѓе кои што ја делеле таа политика. Јас сум пробувал и таа политика да ја колку што сум можел да делувам и да ја сменам и додека сум бил во СДСМ. На жалост се покажало дека едноставно СДСМ додека бев таму го користел тоа за да покаже само дека нешто сака да промени. Да после тоа кога веќе не бев на таа општествена функција, едноставно се избрише со гума. Ќе наведам еден пример. Една од работите која што се боревме, јас бев вклучен како дел од тој процес, е да што имаме подобри односи со Република Србија. И еден од работите беше ова што го направивме со изборниот предмет и второто беше за отварањето на културни центри. И тој процес бе вклучен од почеток до крај, каде што ние како држава, како општина понудивме место кое што требаше да биде предвидено, дали тоа ќе се градеше, дали ќе се правеше од страна на Република Србија, тоа беше одлука нивна. Да од после тоа актуелниот градоначалник кој што е од редовите на СДСМ дојде го избрише, односно дал налог да тоа се тргне. Јас пак ќе кажам, може немаше да биде тоа културен центар таму, но беше добар знак како држава да покажеме дека еве сме спремни да ја почитуваме српската заедница, а воедно веќе во Белград функционира Македонскиот културен центар и тоа е потврда на дека меѓу Македонија и Србија нема отворени прашања како што имаме со другите соседи кои што имаме веќе проблем и за некои понатамошни процеси во кои што треба да иде Македонија. И тука вие гледате дека едноставно нема добра волја за сето тоа да се направи, затоа сметаме дека треба да сте политички чинител за да можете тоа да реагирате. Обичните граѓани тоа не го знаат, без разлика каде припаѓаат, посебно српската заедница, затоа некој кој што е упознат со тие работи треба да реагира. Така добро, ајде вака, СДСМ многу често кога ја критикува владеачката структура, многу често знае да каже дека тие делуваат како испостава на Вучик, дека се поврзани, дека спроведуваат тука некакви политики кои се поврзани со пред се некакво антиевропско делување, но еве и за вас велат дека вашата партија е комбинација на ВМРО, БИА и Вучик. Добро. Ако отворите Facebook профили на поранешни председатели на СДСМ, премиери и така натака, ќе видите еден тон слики кај што се имаат утепано сликање со председателот на Србија. Секоја сте во опозиција, секој веќе ви станува противник. И искрено не би сакал веќе да коментирам, затоа што јас во период кој што престои гледам да се ја промовирам партијата која што ја создаваме, не сакам веќе да се навраќам на работите во СДСМ и ви напоменав тоа веќе го направив пред 2 години, ама ете ме прашавте, ќе ви одговорам. Мислам дека во СДСМ веќе влада една параноја, дека се некој лошо им мисли, напротив, јас во ставката не ја направив, например, која поднесов, не ја направив јавно, затоа што не сакав да наштетам. Тогаш можеше секој да го искористи. Еве висок функционер го напушта СДСМ при изборите, него отидов во архива си, поднесов без да направам никаков проблем. Никој не се ни јави да праша зошто си го направил тој чекор. Ни после неколку месеци после парламентарните, ниту новото раководство, иако детално напишав отприлика каде гледам, каде се движи СДСМ и дека оди во погрешен правец. На жалост, пак ќе кажам, гледам дека тоа се потврдува после вчерашните случувања со исклучување на Петре Шилегов, пред тоа на Јово Деспотовски.
И сега едноставно секој кој што ќе размислува различно од сегашното раководство, Костадин Костадинов. Костадин Костадинов го замрзна членството, го замрзна, па го да, одмрзна, ама не е активен. Некоја Јас, слична приказна е, да. по некои мои информации што ги имам, не сака да се активира. И сега едноставно секој кој што ќе даде било каква критика, го поврзуваат, му лепат некакви етикети. Едноставно тоа е некој чин кај што во една параноја пробувате некако да се оправдате за вашите неуспеси. Јас пак ќе кажам, јас да сакав да направам проблем на СДСМ, можев да го направам 2021. Да отидам како независен кандидат, тогаш имаше општ повик и од ВМРО да се поддржат сите опозициони, односно сите независни кандидати. Тоа го направи Максим. Значи тогаш може да направам непоправлива штета за СДСМ, посебно во центар, кој што сум го изградил како бастион. И само на тие избори, локалните 2021 град Скопје само центар победи. И тука беше заради компактноста на сите. И вие кога почнувате да ги елиминирате луѓето затоа што не ви се допаѓаат, затоа што имате некои ваши интереси, приватни, бизнис или било како, едноставно тука веќе нема идеологија зашто да седите. Јас не го направив знам во центар, го направи актуелниот градоначалник кој што е функционер и претседател на општинската. Знам не се формираше во мое време. Се формираше новиот градоначалник кога дојде со неговите потези, избрка еден добар дел од луѓето кои што потоа направија општинска на знам и таа општинска на знам освои добар дел од гласовите. Тоа се всушност се гласачи на СДСМ или Така е. претежно Значи не сум ги направил јас. Да. Ама јас сум предупредил претходно на тоа дека ќе се случува. Сега не слушаат, не можам јас цел живот само да предупредувам и да укажувам на некои работи, а претходно цело време, изминативе години наназад, сме држале компактноста на таа општинска, зборам на локално ниво. Има таму информации одредени, да не кажам спекулации, кога зборуваме за Шлегов, дека позади него има една цела таму структура кои веќе зборуваат за формирање на фракција во СДСМ, за превземање на СДСМ и така натаму. Таа приказна си е нивна. Сега да ја прашам, случајно да не сте биле контактирани можеби од нив, да се приклучите во таа група во некој момент од делувањето? Јас сите контакти што ги имам со добар дел од пријатели, другари, без разлика што сме биле заедно во таа партија и од кога сум излегол сум ги задржал на некој човечки однос. Нормално комуницирање сум скарања со никој. Бидејќи претпоставам дека се обидува да создадат некаква критична маса за тоа. Комуницираме, ама во ниту еден момент, мислам, сум го кажал. Имаше тогаш и разговори во врска дали ќе бидам во знам или не, и тогаш и на Максим му кажав дека оваа приказна платформа сакаме да ја правиме и дека се што можам ќе му помогнам кај што можам политички од искуството што го имам, али никогаш нема да влезам како дел од знам. Мислам, нели имаше таква реакција да се надоврзам и на претходното прашање, каде што прво не поврзуваа со ВМРО, па после не поврзуваа со знам, па знам, нели излезе го демантираше сето тоа. Јас нигде не сум се зачленил на друго место после очленувањето на СДСМ, него решивме да си направиме своја политичка платформа. Тоа не го направивме врз база на сега ни текнало така, него едноставно сме добиле поддршка од луѓето. И на крајот, ако ќе го кажам ова еден во контра смер, колку повеќе СДСМ излегува за некои работи кои што сум ги укажал, толку побрзо ние ги собравме подписите. Значи добар дел од луѓето кои што се подпишани на нашата иницијатива се поранешни сегашни членови на СДСМ кои што исто го делат дека партијата оди во лош правец. И бараат, а најчесто се тоа луѓе кои што вие не можете да ги приморате, ние немаме некоја општествена функција, некое директорско место, па да наредите, мора да се подпишете тогаш и тогаш, него на лична основа, познанства, на луѓе кои што ги знаете и кои што едноставно решили да ви дават доверба. Добивте ли поддршка од некоја од партиите за собирање на тие подписи? Не. Значи ниту сме барале, ниту сме молеле, ниту сме купувале, бидејќи така нели се шпекулира дека можете да се договорите да купите. Од 8 до 16 или 16:30 секој човек си излегол од работа, земал слободен ден, пауза од работа и дошол си се потпишал. Значи тоа се луѓе кои што не можете да ги третирате како бројка дека треба да ви се потпиша, него едноставно дошле на добра волја. Јас лично имам остварено преку 1000 телефонски разговори и секој дошол сам со уште некој дал поддршка на сето тоа. Имаме поддршка од
над 20 општини, некаде има 30 потписи, некаде 100 потписи, ама генерално од цела Македонија сме добиле подршка и сакавме да имаме од цела Македонија за да едноставно покажеме дека има интерес за формирање на таков политички субјект низ цела Македонија, односно во повеќето општини, бидејќи тие проблеми, односно со таа проблематика која што сакаме да се бавиме и на која што ќе излеземе со платформа и решенија, ќе ги опфаќа сите во цела Македонија, нормално сека општина е посебна. Затоа пак ќе кажам, се демантираат самите во тие тврдења и лепење на етикети, бидејќи колку повеќе излегуваат на некој што им укажува да не го прават сето тоа, толку повеќе луѓето пристапуваат, затоа што едноставно не се согласуваат. Дали имаме комуникација со политички партии, здруженија разни? Да, тоа ни е работа. Тоа ќе го интензивираме многу повеќе од кога ќе завршиме со процесот на формирање и нормално нашиот план е прво да направиме еден план и програма за многу прашања во општеството, не само за овие етнички презнак, веќе имаме луѓе кои што се спремни да се бават за процеси на дигитализација, нешто што мораме подитно како општество, како држава да го правиме, луѓе кои што се занимаваат со спорт, со култура, земјоделие, економија и така натака, така да сите тие луѓе ќе си дадат свој придонес и наше мислење како тоа треба да се реализира. И нормално конкретни луѓе кои што се спремни тоа да го направат во рамки на институциите. Интересна е констелацијата и на односот на СДСМ и со сегашниот градоначелник на општина Центар Герасимовски. Не знам со него дали имате комуникација и во какви односи сте, без разлика. Например, беше интересно за изборите, бидејќи ги следевме тогаш. Тој имаше одвоена прослава од СДСМ, на која прослава беа доста членови на СДСМ кои не се согласуваат со председателот Филипче. Герасимовски не се ни појави во централата тогаш на СДСМ, значи две одвоени прослави, како да и таму постои некаква принудна кохабитација, ајде да речеме, но сепак не толку добри односи. Ете, јас зборам отворено. Горан Герасимовски дојде во општината да се тоа што ние пробувавме да смениме пред се во урбанизмот и да го направиме поразлично, не дека се спротивставувавме на да се гради и да се работи во општината, ние сакавме да смениме нешто што генерално е најголем проблем и луѓето реагираат. Тоа го кажуваат анкетите, го кажуваа изборите. На крајот веќе почнавме во тој еден процес и таа политика добиваше поддршка. Значи секаде во Скопје СДСМ изгуби, освен општина Центар. Зборувате за мораториумот. Да. И ние веќе успеавме преку 9 плана сменивме и ако видите во тие планови можам и да ги набројам, се гради таму кај што има приватни парцели, но најголемиот дел од државното земјиште го пренаменивме нешто што е општо добро и пред се таа постапка ја правевме транспарентно, каде што и граѓаните, советниците, без разлика од која политичка партија, здруженијата беа вклучени. И донесовме 9 детални урбанистички планови, поинтересните, поголемите детални урбанистички планови едноставно не се донесоа, не по наша вина, имаше корона, немаше можност за собирање, дел од институциите не ги разгледуваа со посакана динамика, претпоставам и од одредени други причини не постапуваа понатака, но започнавме еден процес кој што колку толку успеавме нешто да дисциплинираме во тој поглед, да отпосле дојде Горан и скроз ја смени плочата да тргне во друг правец. Ние немаме контакт, иако јас реков и на преска останав доследен, поминав колку може во кампањата, мене ми беше целта да после мене општинската остане победничка, да не отидам, да не направам штета. Од прв до последен момент бев конкретно доследен и принципиелен со тоа што укажав во кој правец и до каде се движела општината и што сметам дека треба да продолжи. Плочата се смени скроз и едноставно општината тргна се што ние сметаме дека не е добро да испадне обратното и градоначалникот едноставно тера со кој стигне, тоа е евидентно и се гледа, да полека, и тоа го укажував, дека моите сомнежи дека општината оди во погрешен правец и општинската оди во погрешен правец, односно е заробена од еден човек, што не било случај порано, кој што заради само сопствената фотелја прави се, значи ја држи и општинската и општината во заложништво и со тоа го уценува и раководството на партијата.
И тоа е јавна тајна, го зборат сите, ама ја не видов дека нешто партијата, едноставно некој превзема нешто во врска со тоа, него едноставно го ставаа под тепих. И сега имате ситуација каде што на парламентарните избори СДСМ во центар доживува катастрофален резултат од 6000 гласа, што никогаш во историјата не било можно. И во најлошите, најтешките денови 2008 никогаш не сме имале таков резултат. Тоа е заради тоа што луѓето евидентно што ви давале подршка, гледаат дека вие конкретно сте смениле таа некоја политика која што па добивала подршка од страна на граѓаните. После доаѓаат локалните избори, каде што кандидатот за градоначелник на град Скопје воопшто нема ни еден флаер поделено, ниту е чукнато на врата за нејзе, за Каја Шукова, а гледате дека градоначалникот на општина Центар има плюс гласови, магично од каде се појавуваат, многу повеќе се од партијата. И тука ви станува јасно дека некои работи горе-доле се издоговорени, и јас мислам дека он ќе го избегнува СДСМ, ама они го оставија, не го оставив јас укажував на тоа, они го донесоа, он е човекот кој што на некој начин позади грб мене ми работел за да дојде тоа место и да го прави тоа што го прави сега. И тоа е нека е со среќа и на него и на нив. Да, во однос на мислам за разлика од другите, јас ви го кажувам отворено каква е ситуацијата. Да. Сте имале некои директни контакти со Филипче во некое поскоро време, ајде да речеме, воопшто ве побарал за нешто? Јас сум му кажувал за Венко дека како човек, како доктор, навистина професионално и убав збор можам да кажам за сето тоа. И само укажувам и во една прилика мислам дека успеав да кажам дека он е човек кој што околу себе има структура која што му ги држи рацете заврзани. Ама кога се нафаќате на тоа, вие морате да носите и сопствени одлуки ако гледате дека нешто не оди како што треба. И едноставно кога сте веќе во такво окружение, на жалост и вас ќе ве повлече во некој лош контекст. А со Венко еднаш се имам случното, тоа беше татко ми кога почина, ми изрази сочувство, као што и многу други луѓе ми се јавија, благодарен сум на тоа и така. Да, тоа не се сепак политички контакти. Да. Добро, кога зборувате, сега повторно се вратиме на вашата партија која најавувате, која формирате со како српска партија, една од српските партии, веќе имаме такви структури, една од нив е Ана Стојковиќ, која е директно вклучена во власта, каде Стојковиќ е вице-премиер на многу висока позиција. Тука се гледате ли на некој начин како конкуренција во тој поглед? Не. Значи јас во сите мои интервјуа, кажувања и во процесот додека ги собиравме подписите, рековме дека нас не е битно да направиме идеја позади која ќе се обединиме. А функциите денес се тие, утре се други, и нас ни е пред се да направиме некоја платформа и да се бориме за таа платформа, која што ќе биде за општо добро и ќе успееме преку разни начини на комуникација и делувања да тие работи ги поместиме на подобро. Ни реков не само за културата и за образованието, станува збори за спортот, станува збори за економијата, поврзување и така натака. И затоа во периодот кој што предстои ќе работиме на тој дел. Еве еден пример со бизнисот или економијата. Се одржа бизнис форум во Македонија, беа вклучени трите стопански комори, да не реагиравме ние, иако тогаш бевме во почетни фази на припреми за формирање на политичка партија, успеавме да донесеме уште 60 компании, кои што не се ни во едната, другата, ни третата комора, а на крајот некои од нив веќе се поврзаа за да подобро соработуваат. Ама тие се дел, или добар дел се вклучени во сите овие процеси кои што ние ги правиме, и едноставно сега тоа добило само поголема тежина. Така да не ни е приоритет функции, места, нас ни е приоритет да во период кој што работиме на структура, на платформа и програма и конкретни решенија како тие да се решат. Тоа сме го правеле и во минатото, само што било отежното бидејќи одело преку невладени организации и здруженија и немате толку многу можност да делувате, пак како политички фактор многу полесно. Да, како би делувале опозицијски, да речеме како партија, како идеолошки сега зборуваме? Ние кога ќе завршиме со сето тоа, ќе го понудиме до сите чинители во политичкиот свет во Македонија и нормално таму кај што ќе најдеме можност за соработка, ќе пристапиме на соработка.
Од старт, пак ќе кажам, тоа го напоменувам и во минатото на разни мои излагања, дека веќе во СДСМ гледам како одбивност према оваа етничка заедница, бидејќи едноставно кога гледате од пристапите, испадите, пресконференциите, како да имаат нешто лошо. Ја така имам чувство и неколку пати имам реагирано, се со цел за да се ја променат реториката. Гледам дека тоа не се менува, но ќе видиме, може да види нешто ќе сменат. Добро, сега тука не знам дали треба да се поистоветува ставот кон српската заедница или ставот кон Вучик, бидејќи се работи за различни работи. Ако кажете дека сте против Вучик, не значи дека сте против српската заедница. Не е така. Значи, јас, што се вика на дневна основа, ги следам политичките партии, нивните реакции. Имате случувања во околината, значи други соседи, во Албанија се случуваат протести, се фрлаат молотови коктели, во Бугарија паѓа владата и така натака. Вие гледате дека СДСМ само реагира на случувањата во Србија. Дури зазима страна на некој начин, што по мене е погрешно, но, ќе кажеш, тоа го гледаат од политичкиот дел, но веќе во одредени изјави на одредени функционери, аналитичари, под разни гостувања, тие конкретно реагираат и го плашат народот со влијанието на српскиот свет, дали е тоа култура, музика или било што, и тоа веќе не се збори во ракавици, него се зборува јавно. И јас не гледам некој страф од тоа што луѓе ако сакаат да си имаат своја култура, јазик, идентитет на некој начин, а немате проблем вие во Србија тоа да го истакнете и како македонеци, како хрвати, како друго, едноставно како да имате нешто против. Имаше такви изјави на поразни емисии и гостувања, потоа имаше на луѓе кои што никогаш не биле СДСМ, биле избркани од сопствени партии, па сега се дел од највисокото раководство, тоа го кажуваат као да е нешто страшно, као да, не знам, ние сме нешто болни, шугави или не знам како. Дури го потенцираат, као да мора тоа да го истакнат дека се против. Тоа беше на едно гостување во Канал 5, каде што, еве, свртете камерата, јас да ви го укажам сето тоа, па баш имаше еден убав одговор околу од водителот. Така да, тоа се повеќе и повеќе ни дава за право дека сме изреагирале паметно, бидејќи мораме да направиме една политичка организација која што ќе се бори против такви напади. И на крајот, самиот го кажав и тоа, дека нас повеќе во делот, сами си го направивме целиот процес, но СДСМ многу повеќе помогна со тие нивни испади околу собирањето на потписи, бидејќи како што повеќе излегуваат, толку повеќе луѓе ни се приклучуваат. И тоа до ден денеска трае. Да. Добро, Саша Богдановиќ, ви благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас за поканата и се надам дека во иднина се почесто ќе се гледаме. Да, и со ова го завршуваме вториот дел, почитувани, останете со нас, одиме со уште една куса пауза и се враќаме во студиото.